Инфективното оделение во Штипе е преполно со пациенти со COVID-19. Слободни се само уште 6 кревети од капацитетот од 35 легла. Во моментов има 29 лежачки пациенти, главно со средна клиничка слика. Се работи за пациенти од Штип, Кочани, Облешево и Пехчево. Поради влошување на состојбата, еден пациент е испратен на понатамошно лекување во Скопје. Информираат од клиничката болница. Бројот на новоинфицирани пациенти во регионот секојдневно расте, па не е исклучена можноста и од проширување на капацитетот на инфективното. Доколку се јави потреба, тоа не би го посекал, меѓутоа ние мораме да бидеме спремни. Нервниот оддел за нервни болести во нашата болница, кој што е, знаете, во иста зграда со инфективниот оддел, ќе биде евакуиран на друго место и нивните дополнителни 15-16 кревети ќе бидат ставени во функција на прием на пациенти. Доколку не дај Боже, меѓутоа ние мораме сите сценарија да се спремаме, дојде ситуација кај што ние ќе мораме да тешки пациенти третираме на интензивен третман, на респиратори и така натаму, имаме 6 или 7 кревети кои што имаме централен довод на кислород, имаме респиратори каде што би пружиле и таков вид на здравствена заштита, меѓутоа тоа е во екстремни ситуации. Од болницата со информација дека оваа дислокација може да се изврши за неколку часа, со што би се ослободил дополнителен простор за пациенти со COVID-19. За сега промената се уште е само како опција, но доколку и овие 6 слободни кревети се пополнат, тогаш веднаш ќе се почне со префрлање на пациентите од нервно во зградата на интерното оделение. 4 новозаболени од коронавирусот денеска евидентираа центрите за јавно здравје од Штип и Кочани. Од нив 3 во Штип, сите од текстилниот кластер и 1 во Кочани. Во меѓувреме, градоначалникот Благој Бачварски одреша состанок со Кейт Брнс, амбасадорката на Соединетите Американски држави во Македонија. Нистата се разговарало за моменталната состојба со COVID-19 и предизвиците кои се исправени пред општината во однос на справување со вирусот. Градоначалникот ја информираше амбасадорката за сите превземени мерки на локално ниво и очекувања за идниот период. Сите заедно обединете ќе успееме да се избориме со овој подмолен вирус кој не бира по пол, вера. Сите заедно обединете ќе успееме да се избориме со овој подмолен вирус кој не бира по пол, вера или национална припадност. Истакнал Бочварски во разговорот.